дами и господа, во рамките на културната соработка на музеј и галеријата, вечерва отвараме изложба на еден уметник од Врање, Република Србија, Мита Ристич, наивен сликар, кој што се представува со околу 20 уметнички слики. Инаку ова е негова 20-та ликовна изложба, самостојна, иако има учествувано на голем број групни изложби и ликовни колонии и во Македонија, а ова е негово 4-то представување во нашата република, после Прилеп, Куманово, Гевгелија и вечерва кај нас во Кавадарци. Нешто повеќе за изложбата ќе чуеме од излагањето на колешката Весна Георгиева, виш кустос исторична уметност. Почитувани дами и господа, посебна чест и задоволство ми представува да ја отворам изложбата на господинот Мита Ристич, кој што со своето сликарство веќе 2,5 децении е присутен во српската уметност. Тој е активен творец и креатор на голем број уметнички дела, кои што еве еден дел од нив веќе ги гледаме пред нас. Од самиот почеток на неговото ликовно творештво, неговиот ликовен израз е автентичен и препознатлив. Тој е автор чие што сликарство остава траен белег на неговата уметничка личност. Неговото ликовно определување е многу храбро. Предадено е во рамките на објектите како инспирација и потврда према традицијата и културното наследство на неговиот крај. Авторот создава колористичко сликарство преку презентација на така наречените саргии, тоест конопна вреќа, конопно платно, јута или запла. Со боење на трепетливи нишки и светлосен пробив, формирајќи сложена светлосна мрежа, тоест милје од прекрасен спектар на бои, кој што делува доста смирувачки и утешно. Овие ритмички партии варираат од слика до слика. Палетата се менува во зависност од композицијата и структурата на сликата, плавата, зелената, жолтата, до светло-црвената боја. Авторот ни предава еден колористички однос, кој што е сведен на одредена гама, која што е доминантна, и складен колористички однос, каде што доминираат две гами. Во сликарството на господинот Мита Ристич, боите имаат универзална символична функција. Примената на црвената боја ја одразува силната страст и длабокото емотивно празнење. Линеарното ликовно движење, исто така, дискретно го назначува со геометриски облици, квадрат, триаголник, круг, правоаголник. Овие геометриски форми, тоест ваква геометрија, благо покриена, но и складно, уклопена, ствара еден ред и цврстина во неговото сликарство преку своевидно асоцијативно абстрахирање, содржано најмногу во самата атмосфера. Секоја слика е свет за себе, приказна за себе, но и општо доживување и основна импресија која што ја доживува авторот, тоест простор во просторот. Сликарската палета со која што тој твори е едноставна, разбирлива и концизна, која што се вклопува во современите естетски норми исклучиво заради личниот јазик на изразување, преку кој тој што ја искажува својата почит и кон промените кои што ги носи самото време. Почитувани, пред нас се 20 прекрасни негови дела. Се надевам дека и кај вас ќе остават длабока трага. Ви благодарам за присуството, кое што ни направивте чест и сте овде со нас. На авторот исто така му посакав многу успешни креации во иднина и со надеж дека во некоја блиска иднина повторно ќе биде со нас, со некои нови дела, во некоја ново руво, но сепак препознатливо како што е ова, кое што го гледаме пред нас. Со ова, драги посетители, ја означувам изложбата за отворена и ве поканувам заеднички да ја разгледаме. Благодарам.